Да, на телевизијата Телма и утринската секако ја адаптираме според сензибилитетот на станите. Никој пат претпоставам дека тој самиот, бидејќи можеби Милен продукција една од подобрите која што работи на телевизиски проекти, на реклами, и секако тука се и видеоспотови и корпоративни видеа, што не има во својата биографија. Овој пат, за жал, со Огнен Шапковски нема да можеме да говориме секако за неговата Милен продукција и за четоците и можеби што е во моментот ново. Меѓутоа ќе му заблагодариме што сепак и покрај тажната реалност и вистина со која што се соочивме, тој успеа со сета сила да дојде и да споделиме некоја, можеби и да веоцираме по некој спомен и приказ на неговата соработка уште од почетоците на музичките почетоци и проектите на ДНК. Се обидовме и ние овој разговор да го секако поврземе со наши архиви од телевизија Телма, нешто што ќе остане можеби како убаво златно време или аманет од Андреј, од Мартин и можеби дел од остатокот од екипата. Се обидовме со Цеца, меѓутоа не можевме да најдеме некој од останатите членови на бендот кој што ги замина и го загубија животот токму во овој пожар. Меѓутоа, еве ќе ве поздравиме утрово со Огнен Шапковски и знам колку и да е комплицирано и тешко, Огнен, ова ќе бидат мигови кои што ќе се поврзаме можеби со почетоците на ДНК, со музичките проекти. Тешки се овие денови дефинитивно за сите нас, меѓутоа вистина ќе заблагодариме од се срце што сепак прифати покана. Прво сакам најдлабоко сочувство по фамилиите, по роднините, на сите погинати во војна и мирна стан. И се надам дека ќе собереме сила сите како држава да го поминеме ова што се случува. Веројатно да, ќе ни треба на сите и заеднички сме тука да си влеземе во очевли едни на други. Солзите се легитимни, сите на свој начин ќе си ја споделиме. Телевизијата секој пат била платформа во која што треба да ги споделиме приказните кои што се случуваат, меѓутоа доаѓа времења веројатно и за нас кога треба да ги направиме и овие, да речеме, мостови, да се поврземе. Па еве би сакал да те прашаме со Цеца на самиот почеток, ќе одат некои фотографии можеби од ДНК. Чинам дека можеби негде 2010 или ќе те вратам назад, едно тело можеби беше првиот видеоспот со кој што се работуваше. Да, на професионално. Тоа беше имав чест да го запознам Андреј во К15, работевме година дена. Да, и зад камерите спомена дека некоја слична работа сме делеле. Андреј во тој период кога јас бев клинец, ми понуди работа тогаш во тамошната К15 телевизија, тогаш во тој период ја немаше Милен продукција, така? Не, немаше. Како да ви кажам, најголем човек, срце, пријател, секојаш бил тука за сите, да, не за мене, за сите. Немаше човек што не го сака, исто гледаше на просјак и на цар. Немаше его, немаше. Да, тоа веројатно го покажа и докажа и неговиот храбар, за жал последен потек кога се вратил во дискотеката да ги спасува и младите дечиња, младите лица кои што таа ноќ или кобна ноќ дошле да го прослават животот на некој начин. Огнен, верувам дека ќе биде тешко и споменавме со Марко се и легитимно ако е потребно ќе направиме некоја куса пауза. Без грижи. Спомена Марко со едно тело ви започнува на некој начин професионалната соработка, но последниве години дефинитивно можеби едни од нивните најголеми хитови, иако низ богатата дискографија имаат многу хитови, успеа да ги режираш ти и да ги увековечиш во едно видео кое што ќе се памети и пушта уште долго време. За жал, овие денови не го правиме тоа, но верувам дека во деновите кои што ни доаѓаат и годините, нивната музика ќе живее баш преку твоите видеа. Знам дека ќе живеат вечно со нивните дела. Многу ми е тешко што мораше вака да заврши, не ми се верува, мислам. Андреј беше тука за спотовите како да е вработен умелен. Значи, со него бркавме и локации. Невиден мотиватор. Значи, да идеме да фукнеме по едно пивце, му беше муаветот. Стално се дружевме со Наум. Он беше многу добар пријател исто така. Беше прв на сет кога снимавме, последен си одеше.
и фамилиарно поврзани. И тоа веројатно ја прави булката да биде многу поголема. Некој спомени, да речеме, К15 телевизија беше мотиватор за да започнеш да се бавиш со мелем продукција во тој период и да го отвориш сега своето продукцијско чедо кое што се потпишува. Дефинитивно ќе ти честитаме на не само на видео спотови, туку и на и комерцијални реклами и така натаму. Верувам дека го научиш сензибилитетот со различни тематики, гости да работиш нели според различни меѓутоа професионални критериуми. Дали можеби тој беше и меѓу првите луѓе твои пријатели кои што стимулираше да започнеш со мелем продукција? Секако дека беше, мислам. Тие беа скалила што се проаѓаат низ годините и низ годините беше присутен Андреј, имавме нека пауза некои години што не правев спотови за нив, ама секогаш беше присутен како пријател и како другар. Не знам што да кажам стварно. Да не забораваме дека и помеѓу последните спотови во моментот еви на нашите радиски фреквенции иде фала. Тоа е како еден убав Тоа цело време го прашав, што те викам со на рефрени, бе, ако утре ме нема, одам сам, викам, кај одиш сам. Као да си ги пишуваат иднините, немам поема дали беше. Да, сега вака кога би направиле една Фала, зашто викам што ти имаш жена, имаш све имаш, како, зашто? Баш ги постави прашања. Да. Аме вика, не се замарам, знаеш, као он си слушаше Майлз Дейвис дома, не знам, Камило си беше со вкус, со многу, како да кажам, Да, и неговите патувања во Америка беа секој пат да си ги набави омилените плочи токму од овие музички артисти. Да. Често пати знал да го каже и во Утриска. не знам колку имаше на текстовите, може одгоре се дадени тие за да се не навлагам во тоа, само се прашував зашто идат натака работите. Огнен, нема некој кој што во моментот не сака да црпи инспирација од твоите режисерски и авторски дела, меѓутоа верувам дека секој проект и со ДНК ти беше различна инспирација, ама велиш дека придонесувале да ти помогнат можеби за снимање на локација, на кадрирање и покрај тоа што си професионалец. Да, Панчо не кеше да се меша, мислам најлесни беа за соработка ДНК. Велат сите дека најлесни. Еве ти песна направени спот. И јас не работам така. Сакам да има љубов и од артистот. И си го земав Андреј до мене, и он дури се противеше и се каравме, не кеше ни да доаѓа на монтажа за да не бил он тој што влијае дали да го има Панчо поише, различни делови има. Целосно ти оставаше доверба. Да, не кеше, доаѓаше да речеме ќе се дружиме, па ја монтирам после или пред тоа. Само да види и не кеше да има никаков за да не му се наљутел Панчо, пошто си беше професионален. Панчо ги води работите, јас пеам сум артистот, давам душа и тоа е тоа. Си го сакаше домот, си сакаше жената, си ја сакаше ќерката. Скромен живот. Домот си го средуваше, да си слуша музиче. Му беше преку глава од свирки. Знам, веројатно и во целата ситуација најчесто знаеше Панчо да го мотивира во голем дел од проектите, а и добро, некако баш ДНК со Цеце велиме дека оно што најмногу ќе заблагодариме тоа што кога и ние бевме клинци, генерација сме тука со тебе, ги поврзуваа генерациите и нациите, а и во моментот кога се сеќавам во една прилика и приватно ни кажа на мене и на Цеца, препоставам дека и ти знаеше колку и да сакаше да се откаже понекогаш од настапите во живо што велиш му дојдоа преку глава проектите. Знам дека Панчо и многумина го мотивира и знам дека во еден неврзан разговор токму тоа ќе споделиме некоја наша архива. Кажува дека повраќањето негово од Америка всушност е нешто што му е ново откровение, или сега ќе продолжам. Веројатно Америка нешто промени, да. Промени, така и тој исподели, меѓутоа често знаеше да кажеме, јас и Панчо сме како маж и жена, заеднички ги, нели на шега ќе кажеше ги ставаме договорите нашите подписи. Препоставам дека требаше да имате уште нови соработки, тоа спомена зад камерите и покрај тоа што целосно ти ја дадоа довербата последниве години, тоа и беше почетоците и со Дарко со едно тело, меѓутоа требаше да работите и после фала на уште неколку проекти. Имаше, да, има и снимена песна со познат наш постар артист. Не е моја да откривам, више да не речам касневме со спотот.
Имаше многу планови ван ДНК што имав со Андреј. Ама не можам да поверувам дека се десува овака и дека ваков Многу е тешко и верувам дека на секој еден поединец во моментов во нашата земја носи дел од тагата, но најмногу веројатно носат оние кои што беа најблиски и потесно поврзани со семејствата на загинатите. Јас мислам дека може некако да го заокружиме Огнен најдлабока благодарност за тоа што ја прифати поканата. Ова се навистина тешки моменти и за нас, но пак ја кажам особено за оние кои што имале лична животна приказна со него. Да го представам Андреј, сакав да знаат луѓето дека е херој. Навистина е. Исто како и неговите последни мигови. Цел живот. За подобри времиња, ќе се слушаме и ќе се гледаме, мораме да чекориме и да најдеме зрак надеж во и покрај овие трагични ситуации. Вистина ќе ти благодариме што одвои време. Благодарам и вас. Со Цеце се обидовме да влеземе ние во архивата. Да, имаме како Телма и како тим и како Утринска и како колеги тука во нашата телевизија навистина бројни моменти на убава дружба. И веројатно по само убави моменти ќе ја паметиме таа цела екипа која што за жал повеќе не е присутна. Па некако и наредниве денови можеби ќе одвојуваме вакви моменти. Веројатно денешнава емисија е една од потешките и потажните. И верувам дека голем дел од луѓето ќе се расплачат во наредните минути. Но ова го правиме само во знак или да ги задржиме сеќавањето. Со истото она што го спомена и Огнен, да потенцираме и да укажеме, иако верувам дека голем дел од луѓето тоа го знаат, за каква народски кажано људина или човек стануваше збор. Не ни се верува, никој не помислил дека како јас и Цеци како медиумски работници долги години на Телма телевизија, кога Андреј, Панчо и голем дел од членовите на бендот на ДНК беа во нашето студио, никој не веруваше дека ќе дојде до момент кога ќе кажеме во сеќавање на... Да, и дека повеќе ги нема. 15 години многу брзо помина. Сега споменав за што сака нека биде една од нашите омилени теми на Утринска Телма. Тргни од тоа дека јас сум моженет и дека имам дете колку брзо лета времето. Да. И по тоа само. Да се чуди човек колку брзо се менуваат работите. Она што го говориш во врска со, да наречам, сивата ситуација на македонската сада и тешко време, не е само во таа сфера, во сите сфери. Се осеќа за жал, меѓутоа јас среќаш си имам Панчо. Да, ама и оптимистичен се стекогаш. Да, и Панчо е дефинитивно човекот кој што и брка сите оние работи околу спонзори, околу наоѓање на средства, затоа што без тоа не можеш ништо. Од една страна, од друга страна го имаме Лазар Цветковски, кој што ни е трет член, кој што безусловно и безрезервно ни ги дава сите оние, да кажам, вака несебично големи хитови, знае да не спои како вокали, како начин на вие веќе по сензибилитет се познавате, знае веќе што ќе биде следно од вас. Да, и браво. На крајот кој ќе го зачиниш тоа со сласт од тоа како публиката не доживува на настапи и гледаш дека ги полниме салите и дека правиме добри забави природно, не дека ние нешто не знам што правиме, едноставно ете има убава интеракција помеѓу нас и публиката и решивме дека дефинитивно е време после овие 15 години сето тоа да го спакуваме во еден голем концерт на саем на 12 мај. Кога беше, Андреј? Срце знам дека пред уште еден ден беше промовирано пред 4 години, беше така? Тогаш беше и концертот некако... Тогаш, брат, мислам дека пред 4-5 години беше негде издавањето на Срце албумот. Тогаш правевме во Универзална сала Unplugged концерт. Тоа ни беше вториот концерт. Првиот ни беше исто на саем, кој што беше тогаш преполн. Се надевам и овој дека ќе биде. Да, меѓутоа тогаш па имавме хитови, меѓутоа ги немавме, да кажам, овие малце посериозни песни, како не знам, Срце, како што сака нека биде како. И сега најновите кои што виси. И најновите, да, најмила, не знам. Ние сега невозможна мисија ќе ја промовираме. Невозможна мисија, да. Дефиницијата ќе биде навистина еден биографски албум на ДНК.
Апсолутно не е само уште еден, сите три албуми, генерално. Меѓутоа најсериозно некако да почнеме од основната работа. Значи, ние кога одиме во студио, не одиме со никаква умисла, не одиме за да направиме нешто за да некогу му се допаѓа или не. Едноставно одиме и работиме искрено. Значи, искрено се пишуваат текстовите, искрено пееме, ствараме една топла атмосфера додека снимаме. Пред се прво нас да ни се допаѓа она што го работиме и неминовно е тоа да допре, ако не допре до еден тип на луѓе, ќе допре до друг тип на луѓе или ќе направиме за среќа некоја песна која ќе опфати повеќе луѓе. Како и да е, се што работиме, макар и песни што на некој воопшто не му се свија, ние ги правиме искрено и без никаква умисла. Не знам дали си свесен дека генерации пораснавме со вас. Сериозно, ова е сериозна убава бројка. Меѓутоа, ама не то ставате и за следните кои што ќе дојдат на сцената. Затоа и ти го честитав тоа некако по телефон, а не знаеш како еве и ваш фан од друга страна да го сублимираш сето тоа да ви се докаже. Навистина растеме со вашата музика, тоа треба да продолжи. Види, многу ме допира што кажеш и ми е многу мило што е тоа, така затоа што има песни кои не знам кои полна месечина, као пази се од мене, као навлече на тебе, што се пред 10-12 години, значи тоа се стварно години уназад. И истите тие песни гледаш по настапи дека луѓе уште реагираат онака. Така да си викаш, ја не сакајќи ете нешто сум направил. Сум оставил нешто, сум му направил на некој да се чувствува убаво. Тоа е поентата на музиката, уствари, кој ќе слушаш, да ти се допаѓа и да ти прави да се осеќаш убаво. Ние да можеме на сите би им се дали да имаме можности и време, не се двоиме од никого, многу сме нормални, многу сме приземени, тоа никогаш нема да се смени, без разлика на тоа кој како не доживува. Значи, како да се доживува. Сите сме луѓе, сите сме исти. И многу ми е мило што некојаш дури ни воопшто, еве, да кажем, немаат ни потреба да дојдат да се сликнат или нешто, едноставно само доаѓаат да си слушаат музиката. Тоа е целата поента и тоа е нашето богатство, да кажем. Да, ние сме на некој начин кога снимаме малце големи малери, или е премногу топло, или е премногу ладно. Од сите топли денови ние се погоди да снимаме во еден мраз ден. Снимавме низ цело Скопје, да кажем скоро цело Скопје го офативме, сите населби, режисерот е Владимир Митревски Ѓуле. Човекот кој што на некој начин и не направи популарни, со неговиот прв спот за нас, тоа беше Навлече на тебе, потоа Пази се од мене, зборам на времето пред некои 15 на години и снимавме низ цело Скопје. Беше едно интересно патешествие, онака снимаш на кружен тек, по коли поминуваат, свиркаат и така. Убаво искуство, супер искочи спотот, одлично е прифатен. Што повеќе да кажем, едноставно искочивме од дома и свртевме круг низ цел град. Да. И кога веќе се давате себе си така како што се давате и како што ние тоа можеме да го забележиме и енергијата се чувствува, бидејќи нели се енергија, веројатно имате и повратен ефект од оние кои што ве сакаат, ве слушаат. И кои се најчестите коментари? Па, у принцип, по 90-95% можем да кажем дека се позитивни коментарите, иако никогаш не сме егоистични, ни смета доколку има и негативна критика. Отворени се за критики, за забелешки, ги прифаќате? Апсолутно, поради тоа што тие критики не прават подобри. Еве, ако нешто сме сгрешили, ако некој она што го говори стварно има некаква тежина или остави некаков коментар кој што држи вода, знаеме тоа да го, нели, да кажем да го прифатиме и да размислиме како би постапиле нареден пат во некој нареден наш проект, песна или спот. Така да горе-доле одлично бойкотираат песните и спотовите. Гледаме цело време, како што кажа, да сме шаренолики, нели? Убаво е, мислам, чувството. Глупаво е да лажам дека или па не знам како треба да се доживува. Значи да, сме искочили, имало толку многу луѓе, меѓутоа после све тоа па сме ние обични и нормални, затоа што и не ни планирам да се сменам за ништо, буквално, а тоа дека е убаво е стварно убаво. Значи 7000 луѓе ти дошле на концерт, ги пеат песните. Ги пеат песните. Викаш Андреа, цреп еден, значи стварно нешто си направил нешто, да. Ретко дисциплинирани момци од естрадата наша и ретко кои што толку долго обстојуваат, а секогаш се активни и активни. Па тоа веројатно знае зашто е, затоа што кога идеме у студио не правиме нешто за да биде нешто хит, него одиме у студио и
спонтано ќе седнеме, пивце, муабет, смеење. Ќе се создаде дел. Нешто ќе искочи и ако осетиме сите тројца дека има нешто у тоа, без разлика каков жанр музички е, го решаваме да го пуштиме. Лазар, не го менувате? Па не го менјаме затоа што више како кажам, тоа е како мастерпис со вас, некако не знам. Баш како да се откачиш од нешто што ти е више толку години навикнато. Јасно. Ние сме навикнати да знаеме више како размислуваме еден со друг. Бога ми нивната музичка кујна е тоа како работи. Не да работи оне значи алалда му е, значи он работи агрегатна музика, апсолутно. Цела бивша Југославија и ние сме, можам да кажам, јас се осеќам привилегиран што сме толку блиски, што баш онака спонтано знае да ни се јави брат, дој имам една мелодија, мислам за тебе, дека ела да пробаш да отпееш исто со Панчо. И работиме на таа фреквенција, значи нема класична као идеме сега у студио и работиме. Да, ќе создадеме нешто. Него баш идеме и не работиме, него идеме и уживаме у тоа. Како почна приказната за битбокс, никош не сум знаел. Од каде потекнува? Од Соединените американски држави, од каде да речеме как се развија како посебен тип на Па од таму да. Пошто порано не имало матрици студија и морале да смислат некакви битови и сигурно пробувале со битбоксот сега како што се вика и така почнале за MC-ња да се преваруваат и прераснало нешто големо, да. Зашто? Што го знае цел свет. Кога се случува големиот и прв настап за БЦ Битбокс? Кога официјално го доби аплаузот вистински? Па мислам дека е на Сладкаристика. Дефинитивно. Ама имаше многу луѓе прв пат онака излегов као јавно пред широка публика, медиуми или не знам, други познати личности, Тони Зен, не знам, ред други. Колку е застапен битбоксот Мартин Кајнас во Македонија? Многу слабо. Многу. Која е причината бидејќи колку луѓе се на прсти се Па да, на една рака На скоро. една рака. Да. Меѓутоа љубовта дефинитивно не престанува кај тебе конкретно за сето. Ете, гледаме што све поише млади да се приклучат или да обијат интерес за ова нешто и се трудиме, ама колку ќе